кажавме многу од убавите страни на летото, ама летото има и една неубава страна, а тоа се комарците. Искрено да ви кажам, јас не можам да ги поднесам, посебно па и како ме касаат. Имено, она што денес со колегата Киро Стојанов го правиме, како што имате можност да видите, тој во живо е од аеродромот Стенковец. Од таму полетуваат авионите за прскање против комарци, па за мене ова се луѓе кои што навистина се во корист на сите граѓани. Кирил, повели со деталите. Елена, освен комарците кои се неубаво време, неубаво е кога сонцето ти свети директно во очи, меѓутоа еве за да ја покажеме сликата од аеродромот Стенковец ќе издржиме во следните 10 до 15 минути од овде. Во текот на вчерашниот ден и денес, тоест вчерашното утро и денешното утре, беа активни службите за прскање против комарци на територија на град Скопје. За тоа како течеше целиот процес, како се одвива прскањето против комарци, колку пати годишно, кој е одговорен, со што се прска, колку е тоа ефикасно, ќе ни кажат Зоран Лапевски, раководител на сектор за комунални работи град Скопје, и Јане Стефанов од Аероклубот Скопје. Господине Зоран, ќе почнеме со вас. Вчера и денес ги слушавме, ги гледавме, ние денеска и ги слетувавме авионите овде. Како тече целиот процес за прскање против комарци? Добро утро, пред се поздрав за гледачите на сите телевизии. Јас сакам еден мал увод да дадам. Значи, согласно Законот за заштита на население од заразни болести, како согласно и Законот за град Скопје, градот Скопје надлежната инспекција. Врз основа на овие законски одредби, Центар за јавно здравје кон крајот на годината доставува елеборат кој се однесува за наредна година и врз основа на тоа елеборат градот Скопје изготвува програма за односната година за прскање која освојува Советот на град Скопје. Врз основа на наведената програма градот Скопје распишува јавната набавка која се состои од два дела. Првиот дел се состои за авионско прскање против возрастни форми на комарци и против ларви од комарци, додека вториот дел се состои за тереστично прскање или прскање од земја, исто така против возрастни форми на комарци и против ларви на комарци. Значи, во ова година, исто така како и во ланската година, прскањето против возрастни форми на комарци и ларви од комарци од воздух го врши Аероклуб Скопје, додека прскањето од земја или тереστично прскање, исто така против возрастни форми на комарци и ларви на комарци, го врши Центарот за јавно здравје. Ние ова година фактички веќе има направено 10 интервенции, односно 10 прскања или 3 прскања против возрастни форми на комарци од воздух преку Аероклуб, 3 прскања против ларви од комарци исто така преку Аероклуб, 2 прскања против возрастни форми од комарци преку земја, преку Центарот за јавно здравје и 2 прскање од земја против ларви од комарци и исто така преку Центарот за јавно здравје. Што значи дека ова беше денеска 10-та интервенција, 10-то прскање. Треба да истакнеме дека кога вршиме прскање со авиони против возрастни форми од комарци, тоа трае 2 дена, значи тоа траеше вчера и траеше во денешниот ден, при што се направени вкупно 12 лета. 12 лета се направени и покриена површина од 15.000 хектари. Додека за разлика од ларви кога прскаме, се прават само 2 летања се прават. Само и се прска кога се прска против ларви, се прскат претежно само водени површини. И значи постои разлика во средство кога се прска против ларви и разлика во средство кога се прска против возрастни форми од комарци. Само за околу територијата, тоа се опфаќа целата територија на град Скопје со оние авионски прскања, така? Се опфаќа цели територија, бидејќи комарците не познаваат граници, се опфаќаат и територии кои граничат со Скопје, како на пример општина Илинден и општина Илинден ја прскаме и така. Така. Еве со нас и Јане Стефанов од Аероклубот Скопје. Се слушавме вчера, рековте дека тука сте денес од 4:30 кога сакаме да дојдовме овде некаде околу пред 7. Како е низ ваша перспектива се одвиваше прскањето во овие 2 дена? Нашиот дел во оваа акција, во овие прскања е всушност аплицирање на средството од воздух. Ние доаѓаме наутро во 4:30, значи треба на изгресонце веќе да полетаат авионите и како што спомна во 2 лета дневно 2 дена го спроведуваме целото прскање.
нашата улога овдека е квалитетно да го аплицираме целото средство и затоа користиме GPS-и кои ја поставуваат територијата, има точно определен пат на кој може да на кој се движат авионите. Сега овие авиони, имаме 3 авиони кои се опремени со системи за прскање, се викаат микронери тие, и како всушност функционира ова средство. Принципот е како омекшивач за алишта што е, каде што се прави еден микробабл, едно меурче кое го содржи отровот и микронерите го распрскуваат. Значи позади авионот тие вртат со одредена брзина и се прави капка која се таложи на земјата или на сите објекти што се на земјата, и таа има субстанца внатре што ги примамува комарците и мувите само. И тие доаѓаат, ја конзумираат таа капка и така умираат, така угинуваат. Ова е интересно е дека ова е најеколошко средство кое се користи во Македонија веќе мислам скоро 7-8 години. Еколошко е затоа што не ги примамува другите инсекти. Доказ за тоа е дека еве се вратија светулките на Вардар. Не знам дали сте забележале по течението на Вардар има светулки, порано ги немаше, затоа што тоа средство ги убиваше, ние се смееме, и малите врапчиња ги убиваше. Ова средство е еколошко и најдобро што може да постои на пазарот, функционира на принципот што го објаснив, и ние се обидуваме тоа да го направиме најдобро што умееме, затоа што сите овдека во Аероклубот Скопје што се ангажирани околу оваа акција живеат во Скопје, нашите деца живеат во Скопје, и ние сакаме ова прскање да биде најдобро затоа што не ги сакаме многу комарците. Така, не ги сакаме штетните потенцијални ефекти. Кога летаат авионите ги гледаме на различни височини, на завртување, на спуштање. Постои ли правило за тоа од колку далечина се спушта начин отровот кој што вие го спомнавте, за тој да биде ефикасен во целост, тоест да го исполни својот максимален ефект? Значи, кога се прави ваква, ова е специјална работа од авион, се прави детален елаборат за тоа како ќе се направи. За секој град посебно се прави елаборат каде што се одредуваат највисоките точки на градот што има, и треба да се лета 100 метри на највисоката точка. Идејата е дека што пониско се лета, тоа погусто ќе бидат паднати капките, што повисоко тоа значи ќе се распрснат на повеќе страни. Но ако летаме деловите што се летаат повисоко, се поминуваат неколку пати за да може да се направи таа густина на капки на земјата да биде соодветна според стандардите. Сега, ние не смееме кога летаме над град, не смееме да ги заборавиме безбедносните мерки што се околу градот. Значи користиме авиони кои имаат 2 мотори, што би значило дека ако еден мотор откаже во процесот на прскање, тој авион е способен со едниот мотор да се врати на аеродром. Тоа е првото. Второто е дека користиме луѓе кои се многу искусни, вие ги забележавте сите пилоти овдека што се кај нас се многу искусни, многу години го прават ова, и нивниот начин на размислување е секогаш во делот на безбедноста, меѓутоа да се направи работата што е можно подобро, и така и ги летаме авионите. Колку пати е предвидено годишно, ве спомнате 10 пати до сега, дали има план за тоа уште колку пати треба до крајот на годината да се направи ова, или се прави дополнителен план според потреба? Вака сега, значи ние како што спомна првано работиме стриктно по лаборатот на Центарот за јавно здравје. Центарот за јавно здравје предвидува дека во текот на годината, односно од месец мај до месец септември, треба да се направат 5 прскања од воздух против воздухни форми од комарци, 5 прскања од воздух против ларви од комарци, 5 прскање од земја против воздухни форми на комарци и 5 прскања од земја против ларви од комарци. Само да додадам, да го наполнам колегата, ова средство што го користиме има добиено решение, сертификат од Министерство за здравство, кој исполнува 2 компоненти. Тоа е прва компонента дека е ефикасно
против комарци, а втора компонента е дека нема штетни влијанија по населението, што исто така многу битно. И да додадам дека веќе наредна недела ќе правиме трета фаза на прскање од земја, односно теоретичко прскање против возрастни форми на комарци, кои што во текот на наредна недела ќе трае 3 дена. Така, еве само Јане ќе завршиме со тебе. Колку време трае процесот од првото полетување до слетувањето, бидејќи ние некаде 7:15 беше кога слета последниот авион, колку од прилика трае целиот тој процес? Па првото полетување околу 6 часот, веќе до 7:30 сме готови со сите 3 авиони, сите 2 прскања. Благодарам и на двајцата за разговорот, за споделените информации како за спроведеното прскање овие 2 дена во текот во територија на град Скопје. Благодарам и на вас за покажаниот интерес. Така. Еве, слушнавме од и град Скопје и аероклубот Скопје за тоа како и на кој начин се организира прскањето против комарци, како беше организирано низ текот на целиот летен период, меѓутоа и посебно вчера и денес, како што кажа Јане, ќе завршим со тоа, се прска со квалитетно средство, затоа што сите оние кои што учествуваат во процесот и живеат на територија на град Скопје, па да се надеваме дека и тоа ќе биде ефикасно и дека до крајот на летото ќе немаме проблеми со комарците, кои што освен сонцето се и проблем во текот на летото. Благодарам многу, Кире, ќе им кажеш големо благодарам и на твоите соговорници, од мене и сите оние кои што страдаме од оваа летна напаст комарците. Се надевам дека на вистина она што го направиле ќе биде и супер